Добре дојде во Магична сцена за Александар Ношпал. Здраво, Александар. Здраво, Александар. Именјако мој. Да. Ношпал, морам да ти кажам нешто. Се сеќавам кога се појави Александар Ношпал во македонскава сцена, тоа беше, не знам, пред 25 години. Или повеќе, не знам, вратен пресно од Франција. И сите беа збеснати, леле, каков имаме еден, не знам, ваков те опишуваја, згоден, убав, дечко, знаеш какви модели прави, талентиран, знаеш какви модели, сега ќе не направи сите французинки. И почнуваш ти да работиш, почнува грабање околу тебе, знам пеачките, кога ќе ги прашав што ќе носиш, Ношпал ќе ми шие. Значи, тоа беше таков престиж да имаш некој парче од Ношпал, што за многу кратко време направи таква една голема фама околу името Александар Ношпал, кој што трае и до ден денеска. И затоа ми е чест вака што се снимаме, ќе опфатиме голем период од твојот живот, од Париз па наваму се што се случувало. Да. Како беше тоа? Зошто таа еуфорија дојде тогаш? Дали си свесен што се случуваше тогаш? Јас не знам зашто. Мислам дека тогаш беше просторот празен и гладен за нешто што требаше да се случат млади дизајнери. И мислам дека не дека претходно имаше неколку кои што беа, нели, кои што работеа тука нова тло, меѓутоа Македонија само што беше осамостојана во 91-та година, почна да се развива како самостојна држава земја и во едно, нели, по еден период, нели, почнавме да развиваме некој си свој идентитет во секоја област, нели, тоа беше и музиката, тоа беше и театарот, сцената и во секоја буквално секоја област на уметноста, културата. И мислам дека модата како дел од тоа, театарот, нели, костюмографијата и модата, посебно модата во тој период, бидејќи јас почнав како моден дизајнер, беше нешто што беше неопходно и потребно на овие луѓе, односно да имаме еден наш македонски моден дизајнер, барем еден, а се појавија, нели, паралелно и многу повеќе од моите колеги кои што заедно ја градевме и се боревме во тој период. И мислам дека голем успех направивме. Беше потребно да се појават тие луѓе, тие творци, тие модни дизајнери кои што ќе можам, нели, да бидат дел од, нели, од она што се случуваше во една, да речеме, на музичката сцена, посебно бидејќи на музичката сцена ние во тој период се уште не бевме фатени од она манија на турбофолкот, туку развивавме на своја поп музика која што беше во бивша Југославија, односно на просторите на бивша Југославија, беше и како многу популарна, посебно со, нели, нашиот композитор Дарко Димитров во тој период кој што, нели, навистина почна да вади големи имиња, нели, и да работи со нашите познати звезди како што беа Ребека, Ерзана, Каролина Гочева, па да речеме до некаде можеби со Тоше, меѓутоа не само они, многу други композитори, така да сите, тогаш Макфест беше во бумот, фестивалите беа во голем подем, знаеме дека тогаш не се случуваа многу реви, туку повеќе беа работи што се случува на телевизијата, по медиумите, пишаните медиуми, нели, тоа беа главните извори на, нели, на она што го дознававме, така да буквално снимањето на видеозапис, нели, првиот видеозапис на Ребека во Охрид, се заборавив на песната, како се кажем, излезе пред некој ден, така да тука дојде, нели, манијата, нели, на Дејан Миличевиќ, нели, на сето тоа што се случуваше во тој период и мислам дека така некако се погодија коцките да едноставно можеби да не сум бил јас, да бил некој друг на моје место, истото ќе му се случеше. Сега на сето тоа моето враќање од Париз и она што сакав да го донесам тука и така натака, јас сепак почнав тука со едно скромно мало ателје, пред да се вработам од Тетекс 96-та година. И мислам дека тука веќе почнав да ги добивам првите клиенти, луѓе што ме познаваа, што ми беа пријатели, нели, па потоа, нели, добриот глас надалеку се слуша, па почнуваат да бараат луѓе повеќе. Принципот на работа беше сосема поинаков. Во тој период материјали многу малку имаше во Македонија. Буквално си морав на секој месец или секој втор месец да одам во Париз да соберам нарачки, па да купам материјали, па да ги донесам тука. Дури и репроматеријали, морам да кажам, што ги немаше, некои ситници кои што денеска многу значат. И така да работите така едноставно почна сами по себе. Така да не можам да ја објаснам таа манија, меѓутоа сметам дека едноставно во животот треба човек да се појави во вистинско време, на вистинско место, нели, да се поклопат сите коцки. Така да моето враќање од една страна можеби беше за мене
Јас толку лично не го доживеав толку добро, бидејќи јас ја направив одлуката, а потоа малце можеби се покајав што се вратив, бидејќи малце избрзав околу некои мои лични одлуки, меѓутоа од друга страна донесе многу нови предизвици кои што еве ме несоа таму кај што сум денеска. Да се вратиме уште поназад, каква беше одлуката да замениш од Македонија во Париз? Уф, тоа е многу стара приказна. Јас едноставно од мало дете сакав да го остварам својот сон да бидам моден дизајнер. Имав среќа, имав стварно навистина голема среќа да имам прекрасни двајца родители, кои што Катерина и Веселин, кои што еве ќе ги спомнам и јавно. После долго време не сум ги спомнал во емисија, кои што двајцата ми беа голема поддршка во животот и буквално не оставаа со брат ми заедно да правиме самите одлуки и да не беше нивната пожртвуваност, нивната ангажираност да ги остварат нашите сништа, нели, да не пуштат да сонуваме и да се бориме, нели, и да ни го возможат тоа на некој начин финансиски во тој период, бидејќи сепак тоа беа едни луѓе кои што беа од една средна интелектуална класа, кои што навистина заработуваа, меѓутоа работејќи посебно татко ми надвор како инженер статичар во странство и се не фаќаше токму заради на големи проекти да работи, да биде одвоен од нас, токму заради тоа да ние да можеме, нели, да се образуваме, да се школуваме и да го оствариме нашиот сон. Така да првенствено беше голема среќа што растев и нели бев дел од на таква средина, од едно такво семејство кое што дури денеска ретко некој би го направил за своето дете. Така да мојата одлука беше многу одамна, беше многу како да кажам, беше многу точна, прецизна, јасна уште од мали нозе, уште од основното образование. Јас едноставно се запишав во Јосип Брз, бидејќи тогаш се појави насоченото образование, немавме многу опции. Сепак сакав да добијам и на класична база на образование, нели, на што е можно поопшти предмети како што се јазиците, класичните јазици, историјата на уметноста, историја, социологија на култура и така натака, филозофија, што мене многу ми помогна до ден денеска и понатака да можам, нели, да работам во многу области на мојата професија, бидејќи за дизајнот преса што е многу битно да имаме човек да има една дата база на податоци, нели, во умот, нели, да го развие умот, да биде интелектуалец и да развива концепти, да развива навистина големи концепти како еден уметник. Значи, идејата не доаѓа сама по себе, таа мора да имате некакви познавања и да црпите од некаде, нели, да имате идеи како тоа ќе го претворите во уметност. Така да доброто образование е база за се и добрата подготвеност. И така заминав за Париз 96-та година, 91-та година, бидејќи 96-та се вратив, 91-та година не отидов бидејќи беше распадот на Југославија, војната во Југославија, 18 години не пушта да излеземе, така да останав една година паузирав, кога ја направив 22 година 25 мај мојата прва ревија токму во холот на овде каде што седиме во холот на Македонската опера и балет заедно со абсолвентите на Ликовната академија. И меѓу кои беше воедно и еден од моите колеги Никола Евтимов, кој што ден денеска работи, нели, заедно сме тој тогаш беше абсолвент на академијата. Така да ете веќе двајца луѓе кои што излегоа од таа генерација, да речеме, кои што понатака, нели, го развивавме патот, нели, како модни дизајнери. И веднаш после таа ревија на 25 мај или 27 мај беше 92-та година замина во септември на школување во Париз, каде што останев 4 години и понатака тоа така се течеше. Беше организирано сместување камп? Организирано во тоа време немаше. Сам се организирано. Во тоа време организација немаше, ние дури немавме ни амбасада во тој период кога дојдов јас во Париз, постоеше претходно југословенската амбасада. Тогаш првпат, после првата година веќе почна да се формираат, нели, првите напори за да се формира амбасадата. Претходно дојде господинот Петре Митев кој што ја го направи база, па потоа, нели, првиот амбасадор господинот Луан Старова, кој што беше првиот амбасадор во Франција. Така да заедно на некој начин како што се раѓаше Македонија во Париз, така се раѓав и јас и се снаоѓа во Париз. Пред мене имав една драга колешка до денеска што исто така работи како моден дизајнер, што пред мене на некој начин беше отидена
Тоа е Лидија Ѓоргиева, која што е еминентен наш моден дизајнер и работи како професор на технолошкиот факултет. Така да претходно имав една средба со неја пред да заминам, разговаравме што и како, меѓутоа генерално сами се снаоѓавме во тој период. Тоа беше навистина такво време кога буквално не беше обезбеден превозот, не постоеше дури ни Европска унија. Европска унија, Шенген зоната се појави 94-та година. Така да до тогаш дури патувањата до Скопје беа патешествие, требаше да се вади карта од тука до до некоја дестинација во Германија, по тука да се сема до Париз и така натака. Не беше како денеска се организирано да можете преку онлайн и интернет да искуцате и да добиете карта за 5 минути следниот ден. Така да бев сместен самостојно се снаоѓав, првата година некако шетав од место до место, нека го осетам градот и веќе втората година јас си најдов едно прекрасно студио, кое што не беше навистина многу скапо, каде што сам живеев. Секој ден одев на училиште, паралелно почна ангажманите со стажирања, почна да се развива мојата кариера и таму. И стигнав до некој завидно ниво каде што веќе станав и асистент на дизајнерот во познатата модна куќа Мадам Гре во тој период, што постоеше, значи работевме со клиенти како што беше војводката од Орлеан и така натака. И навистина веќе почна да се движи нанапред целата таа кариера. До тогаш не бев свесен дека може еден ден мене навистина она што представуваме до денес, што имам проблемот дека сум македонец, дека го имаме овој пасош и живееме во оваа држава, биде навистина проблем. Мислев дека тоа е нешто што ќе се среди многу брзо. Меѓутоа нормално првото судрување беше 95-та година, од кога веќе се завршија сите работи, од кога требаше да се бавам веќе со обезбедувањето на останатите документи. И така да по сам една година, да речеме помалце или тука отприлike околу една година, сватив дека може би е подобро да се вратам и да почнам од тука да ги работам, рачунајќи дека во тој период Баден-Тер веќе беше најавил Македонија како членка, многу брзо да станеме членка на Европската унија и еве, се уште чекам. После 30 години. Значи ти со надеж дека брзо тоа ќе се вратиш многу брзо во Париз. Да, ја се вратив побрзо во Париз отколку што Македонија влезе во Европска унија. Еве годинава се вратив. Ке сакаш уште? Кека Плуп. Витаминка. Убава и вака историјава, убаво што ја кажавме, за да сигурно имаш кажувано и друг пат, но убаво е да се подсетиме. Ако некој од тебе од политичарите наши заборавил дека каква е нашата историја, бидејќи навистина од тој период можеме комотно да ги подсетиме ни уметниците, бидејќи сме како слонови, го преживуваме цело време тоа, нашата независност, и нашата припадност во Европската унија, па дури именувањето на името е. Почнуваат фестивалите, овдека како што кажа Макфест беше, на светско ниво направено нешто, не само по музика, по стил на облекување, баш изгледа светски тие фестивали, кога ќе ги споредиме со Санремо, со Сплитски фестивал, со Загребски фестивал. Нашите пејачи се трудеа да изгледаат светски. Затоа бара, можеби и совети, мислам дека повеќето од пејачите кои што настапуваа си имаа свој стилист или повеќе стилисти кои што работа за нив. Се сеќам на Олгица Христовска, која што, како сега да ја гледам, брза негде, каде? Одам на проба кај Ношпал. Така да, името Ношпал, а јас бев многу горд, викам, прилепски корени, што ти значат? Да. Не само Олгица, ред на изведувачи кои што ги носеат твоите, да речем, модели, но и фама меѓу и обичниот човек, што е можно повеќе да имаат парчења со знакот на Ношпал. Идеите тогаш ги црпеше, не знам, од секаде, затоа што младоста си носи свое. Идеите ти идеа вака лесно, така што имаше период кога не облекуваше буквално сите во Скопје, ако не во Македонија. Колку имаше време за себе тогаш? Што правеше? По цел ден работеше, спиеше ли? Затоа што толку многу излегоа парчиња подпишани од тебе, што не знам кога престана да бидеш робот.
Па, морам да кажам дека импресивното што до ден денеска јас кога ќе се сетам, значи импресивното нешто што беше во сета таа еуфорија и во таа младешка енергија беше што навистина сам ги изработував сите парчиња. Јас немав ателје, како што многу дизајнери денеска тоа го имаат. Ниту пак имав ментор тука, некој мојот ментор беше во Париз, моите професори беа таму, нели повремено од време на време за некои работи може ќе се слушневме ако требаше техничка некаква подготовка, меѓутоа тоа беше многу тешко бидејќи тогаш како што реков компјутерите постоја, меѓутоа ги немавме ние лаптопи, компјутери дома и не бевме поврзани со интернет, тогаш се појави мобилните телефони, меѓутоа тоа беше многу скапо, нели сеќам на енормните сметки што ги плаќавме и така натака. Така да во принцип мислам дека тоа беше импресивно ден денес како ќе го видам и кога ќе се сетам дека колку работа беше, колку парчиња се создава во текот на една година, тоа беше навистина и тоа сето тоа да ти пројде низ раце, што сека не само како идеја, туку добирање материјали, купување, како што реков, дури на почетокот јас одев нели во Париз и таму ги набавав, па ги носев материјалите тука и така натака. Па нема скриени патенти, па нема ова, па нема тоа, па се треба да се обмисли, да се направи, да се купи. Тоа беше навистина една голгота, меѓутоа ајде да речеме сладка голгота, јас ќе ја речам, бидејќи уживав во тоа што го работев и бев едноставно комплетно посветен на она што го работев. Можам да кажам дека некаде до 28 години, значи јас ако се вратив на своја 23-та година од Париз до 28 на 5 години, ја навистина бев комплетно посветен на секојдневно посветен на работата, буквално немав некој свој приватен живот. До некаде до 27-та, 8-та година, 20 и така неколку години тоа беа, кога веќе решив дека навистина морам да се организирам и поинаку и направив една мала ретроспектива на тоа што друго ми е битно во животот, така да некако го пронаоѓа времето и не беше лесно да се направи тој компромис да можеш 4 дена во неделата да работиш турбо, па после 3 дена да имаш време за себе. И тоа навистина некако беше тешко и за организација, меѓутоа на некој начин успевав да ги завршам тие работа до еден момент некаде до својата 34-та, 35-та година, до 34-та кога не отидов во Лондон на магистериум, кога веќе навистина крахираше организмот и рече стоп, мора да направиш некаков брейк, мора да направиш некаква пауза, мора да направиш една ревизија на се што се случува во животот и да знаеш каде и како одиш, бидејќи вака не можеш вечно. За жал, за среќа се заработуваше многу, меѓутоа за жал се трошеше многу. Или за среќа се трошеше многу, не знам, бидејќи јас до ден денес уживам да трошам во животот и да трошам на пријатели и во некои луѓе на нешто што не само луѓе, туку и работи што ме прават среќен. Сметам дека трупањето на богатството носи некакво своевидно робство кон одредени работи и нели обврска и дека ако човек кон тоа се насочи, тогаш ги заборава други убави работи во животот, како што се патувањата, шетањата, забавите и така натака. Мислам дека тоа останува и до ден денеска што би имал јас да раскажувам, ако не сум го трошил времето и на тоа, па и средствата. Така да, нормално во исто време успеав на некој начин и да заработам, да заработувам добро, да купам стан, нели да се обезбедам себе си, понатака нели го после мојата магистратура во Лондон продолжив и како професор на фон, нели малце ја преориентирав целата работа, реков дека веќе треба да почнам да се пробам во една друга област, која што до ден денеска мислам да ми е најголемиот успех во животот, барем според мене. И сметам дека тоа е еднината во која што и до ден денески се уште нели се трудам да се насочам. Паралелно и со театарот, кој што секогаш потајно бил нека голема моја желба, меѓутоа некако со модата, бидејќи нели во тој период бевме многу на еден начин врзани со модата, иако фестивалите беа еден вид на театарски представи, нели еден вид на настапи и така на перформанси. Така да театарот од секогаш ми бил голема љубов и на крајот да дојде, нели, да го пресечам да речам да ова ќе го работам, ова ме интересира и со ова сакам да се бавам. Така да веќе модата е на страна, после не знам колку години, театарот превладува и нормално она што мислам дека ме очекува и допрева треба да го правам и ќе го правам, тоа е
нели да едуцирам млади луѓе кои што веќе ги едуцирав и сметам дека уште имам да давам и сето она што го знам како искуство, како од областа на мојата професија да го пренесам на младите луѓе. И да се Која беше прва представа Ношпел? Првата представа ја добив јас од господинот Љубомир Чадиковски во театарот за деца и младици, која што ден денеска игра, тој Убавицата и зверот, тоа беше мојата прва костимографска и сценографска представа. И до ден денеска игра има над 350, можеби 400 изведби, не знам, можеби сме стигнале до 4, не верувам, меѓутоа пред некоја година беа 20 и не знам колку години, околу 20 на години од представата, или не знам колку, или над 350 изведби, така да тоа е најиграната представа во моментално во македонската театрологија. И се уште се игра со истите костими, со истата сценографија. Дури јас на директорката на театарот за деца Катерина Илиевски доаѓам и ја молам дај да побараме од министерство помош да ги обновиме костимите, веќе ми е срам да ги гледам децава да растат со истите тие костими. Тие се убави, меѓутоа веќе треба да си го завземат своето место во некоја витрина. Мислам дека знаете како 350 пати да облечете една мајца, таа ќе се искине за 350 пати, а не па камоли костим да го препотувате на сцена и да го играте. И со години да стојат. Со години да стојат. Така да тоа е мојата прва представа и еве се уште е тука. Се уште имаме докази за таа представа и понатака нели влегов тука почна мојата кариера во театарот 98-та година во февруари, требаше да биде 97-та, меѓутоа го чекавме отварањето на театар за деца и младици, така да вечерта на отварањето, самото отварање на просторот, новиот простор на театар за деца и за младици што е денеска, што се наоѓа нели во центарот на Скопје, беше воедно и со представата Убавицата и зверот. И од тука понатака почнавме да ги на некој начин да го развивам и театарот, нели да се бавам со театар. Ето тоа е тоа. Така почна во почетоците, после дојдов тука во МОБ, ги добив првите нели ангажмани да ги работам представите во МОБ, малце драмата, мисија со Христијан Ристевски, па потоа беше Храбриот нов свет со Гордана Дејан Поп-Христова тука во балетот, првата балетска представа и така почна ангажманите во театарот и паралелно се водеше во еден период и модата и нели и театарот. Ношпел, што е потешко да работиш или колку се различни да работиш балетските представи, оперските представи и драмските представи? Јас во моментот, значи, оперски представи имам работено најмалку, јас мислам дека само една оперска представа имам работено, тоа е Симоне Боканегра. Иако би сакал да работам, меѓутоа мојот фак, она што мене ме карактеризира и што ме носи надвор во моментот и тоа што го работам најмногу во странство, се балетските костими, бидејќи некако за балетската костимографија ја сметам, и сите ја сметаат, генерално се смета за една не од обемно физички најтешките, нели да се направи како естетика, бидејќи операта сепак брои по 400-500 костими, меѓутоа е тешка и многу повеќе бара техника и технологија, значи бара малце повеќе искуство, бидејќи се работи за костими кои што се директно за костимот кој што е директно поврзан со движењето на телото. И тоа бара посебна технологија. Избор на посебни ткаенини, материјали, бара нели спој на одредени работи, не секогаш го гледаме нештото во статичка положба, туку цело време го гледаме во движење. И тоа да се постигне нешто малце поинаку од нели потешко од она што го гледаме во операта и во драмата. Не дека ги омаловажувам како костимите, од друга страна имаат свои предизвици. Во драмата нели и во операта се градат карактери, посебно во драмата, во операта цели слики, нели кои што се масивни, кои што треба да се масовни, треба да се полни со многу луѓе. И тоа има па друга тежина, нели во однос на време, буџет, пари и така натака, меѓутоа балетскиот костим е нешто што технички бара најголем познавање. Навистина тука не треба само костимографот да е дизајнер, туку треба воедно и да е добар техничар, добар занаетлија, што би рекле во нашата професија. Сите тела треба да ги направиш според телото, па костимот го правиш или костимот... Не. Најчесто се цртаат и се размислуваат костимите, меѓутоа исто некогаш костимите. Во балетот од друга страна е убавината Александар што сите се слаби, сите се згодни, сите се убави, така да тука не се бавиме со ништо што треба да прикриеме, да скриеме или да откриеме. Тука навистина да, има и тука некои да речем ајде минимални исклучоци кои што можеби треба да човек да поводи сметка, меѓутоа генерално се тела со кои што можеме генерално да ги откриеме и генерално не се бавиме со некакви нешто дека мораме да го издизајнираме према телото.
Иако нормално дека одредени модели се бираат и според одредени физикуси, според одредена физиолошка конституција. И тоа го правиме, и тоа го правиме често. Меѓутоа, повеќе во однос на движењата, комодитетот, на она што балетот го предпочита. Сепак тој костим мора да игра во текот на, не знам, на саат и пол на сцената, да се препоти, да се испоти, да не се искине, да биде сошено онака како што е и буквално тука костимот да е статички, да е цело време во истата позиција и да ги преживее сите физички како да кажам, физички авантури, да ги издржи сите физички предизвици што треба да се направат на сцената со движењето. Така да, тоа е навистина голем предизвик и бара големо познавање. Се прават некогаш 20 костими, например, ако го носи премиера и утре дента треба да изигра? Не се прават за една особа исти костими, меѓутоа се прават алтернации. Да речем, ако некогаш имаме, тоа бара малци поголем буџет, меѓутоа генерално да, од еден костим, посебно за солисти, се прават 2 до 3 алтернации, затоа што може да се случи одредени солисти или прваци, да речем, или некои главни улоги да бидат различни по физикус, и тоа веќе во одредени, посебно по висина, не само по ширина, тоа бара одредени други пропорции, така да најчесто се прават 2 до 3 костима, најчесто 2, меѓутоа никогаш и 3, во различни, да речеме, во различни големини, за да може евентуално ако влезат различни солисти да влезат натре. Тоа се прави и со ансамблот, во принцип во балетот се зголемуваат, исто се прават алтернации, да се има, доколку се менува кастот, бидејќи многу често кастот се менува, посебно во странските држави каде што секоја сезона може да дојдат нови луѓе, а еве да речеме имавме предизвици во Париската опера, бидејќи работевме за школата на Париската опера, каде што се студенти кои што допрва, деца кои што допрва, млади луѓе кои што допрва треба да влезат во Париска опера и тие буквално од 12 до 18 години во текот на годината растат многу, така да мораше да размислуваме за правење на повеќе варијанти како можеме истиот тој костим да остане ист, да може да се зголемува и да го прати телото. Значи никогаш немаме опција да бираме спрема костимот играчи, никогаш ги бираме играчите според нивните квалификации и мораме да го адаптираме костимот на истите.